19-тиот ден од месец јануари во православниот календар е забележан како богојавление, голем христијански празник. Како општина Карпош помогна да се одбележи овој голем настан? Бог се јави, навистина се јави е денешниот поздрав, како што рековте, на богојавление Водици. Имавме одличен настан тука на мостот, каде што заедно со црквата од Ѓорче Петров и нашата црква од Нерези почествуваме овој ден, се фрли светиот крст. Едно младо момче од населбата Влае, кое го фати крстот, му честитам и посакувам многу здравје и среќа да го прати низ годината и сите нас во општината и републиката. Општина Карпош, како и секоја година, се вклучи во организацијата на овој настан, како финансиска помош, како и на сите други верски празници, зедници, преку технички дел, средување на кеот на Вардар, на мостот, екипи кои се задолжени за безбедноста на пливачите, така да една солидна помош од наша страна, страна на општина. Колку општина Карпош дава безрезервна поддршка кога станува збор за културата, традицијата, големото наследство што го има Македонија воопшто? Па ние како општина во овие празнични денови, да речеме таму веќе од пред нова година со сите овие настани кои ги имавме, покажавме дека сакаме да ја негуваме традицијата, вложуваме во негувањето на традициите, тоа ќе продолжи така, нормално и со културата и со сите оние програми кои ги донесовме за оваа година, ќе покажеме дека Карпошите како сака и вложува во културата и традицијата, да си го зачуваме сето она што ни е наследено и да го продолжиме низ годините.